Ново издание на вестите на Канал 8. Добар ден. Намалувањето на цената на горивата нема да ја промени цената на такси превозот во Кучани. Непроменето останува и автобускиот градски и меѓуградски превоз на патници. Собствениците ова го оправдуваат со фактот дека и кога нафтата била 70 денари за литар, цените останале непроменети. Новата цена на горивата и на нафтата, која што во последните 2 недели континуирано се намалува, нема да ја промени цената на превозот, ниту автобускиот, ниту такси превозот во Кучани. Иако одредени такси компании во градовите во Македонија најавија пат на цената на превозот, во Кучани засега останува исто, изјавија за Канал 8 собствениците на такси компаниите во градот. Непроменета останува и цената на автобуските карти во градскиот и меѓуградскиот превоз, категорично изјави Илко Димовски, еден од собствениците на Автоатом. Тој рече дека ваквата одлука е поради тоа што цените за автобуски превоз Автоатом не ги променил цели 7 години. Значи и кога нафтата беше 70 денари, цените останаа исти, па и сега кога е 48 или 50 денари за литар, повторно ќе се вози по истата цена. Димовски додава дека градскиот превоз останува ист 10 денари, а за меѓуградскиот превоз во последните неколку години цената паѓа. Пред 10 години поврат на автобуска карта од Кучани до Скопје изнесуваше 500 денари. Сега намалена и изнесува 430, така што дополнителна промена ќе нема. Од такси компаниите и автобуската станица не сакаа да прогнозираат што ќе биде понатаму и како ќе се движат цените, но засега се категорични дека промени нема. Да се најде друг начин на унапредување на образованието, а не со казни за наставниците од екстерно, порачал првиот човек на Конфедерацијата на синдикати за образование во Европа Мартин Румер на пресконференција што се одржа во Скопје, информираше од регионалната организација на СОНК во Кучани Тоша Геров. Додека во другите градови од државата се штрајкува, во Кучани екстерното тестирање и наставата се одвиваат без прекини. Постојат други начини на унапредување на образованието, а не чудниот нов модел кој што се спроведува само во Македонија, каде што се казнуваат наставниците за екстерно оценување, изјавил првиот човек на Конфедерацијата на синдикати за образование во Европа Мартин Румер на вчерашната пресконференција што се одржа во Скопје, информираше регионалниот претседател на СОНК Тоше Геров. Системот наставниците да ризикуваат да плаќаат од нивната плата кога одат на работа не е добар, рекол Ромер, кој на покана на СОНК веќе 2 дена е во Скопје и одблизу ги следи состојбите со штрајкот во училиштата. Ке следи разговор со владините представници со цел да се обидат да се изнајде заеднички прифатливо решение, било заклучено на конференцијата, додаде Геров. Инаку, додека во одредени училишта во државата штрајкот продолжува и други синдикални организации се приклучуваат кон него, во училиштата во Кучани засега штрајк нема. Екстерното тестирање и наставата се одвиваат без никакви прекини и наставниците се на своите работни места, информираат директорите на кочанските училишта. Екстерното ќе трае уште еден ден, кога учениците полагаат согласно дадениот распоред од Министерството за образование. Обвинувања за партизација на Младинскиот совет на седницата на Виничкиот совет. Дел од советниците ја релативизираа потребата од постоење на таков совет и сметаа дека младите не треба да бидат партиски етикетирани. За формирањето на локалниот младински совет во Виница пристигнале 5 апликации кои што ја добија поддршката од мнозинството на седницата на советот. Но реакциите на дел од советниците се однесуваа на реалната потреба од функционирањето на вакво тело со оглед на тоа што постојат партиски подмладоци. Само едно женско, па толку си пријатно. Добро да не им паѓа да узруваме. Па толку и не му откажано да се пријават, ако толку сакаме, например, да дискутираме, така? Значи, јас нема да го поддржам и не се согласувам. Сметам дека насоките на младите треба да бидат на друга страна, многу помалку да се замараат со политиките. Со оглед на тоа што сите апликации се од иста организација, Млади за Европска Македонија, советникот Трајков запраша дали тоа е единствената невладина во Виница и додаде дека советот би имал легитимитет единствено доколку во него членуваат млади од различни невладини организации. Јас дискутирах пред 2 совети и сега дискутирам. Знаеме сите зашо го правиме.
Или поточно не знаем. Еве, ако знае некој од советниците од мнозинството зашо го формираме овај совет, зашо ги бираме, нека ми објасни, нека ми образложи. Која е функцијата на овај? Предупредики тогава, на кој начин ќе се избира тоа? Воля избор. Точно тој жасно, на тие што ја кажемо се поднесели. Другите нема потреба да поднесат. Што се однесува до темите поврзани со млади спорт, советниците дадоа едногласна подршка од 120.000 денари за одржување на меморијалниот куп во кикбокс Лјупчо Неделковски, чиј домакин ќе биде Виница в сабота на 31 јануари. Управата за јавни приходи ги подсетува фирмите кои вршат промет во готовина, дека за 4 дена истекува рокот за набавка и инсталирање на фискални каси со GPRS. Со писмено известување преку медиумите, Управата за јавни приходи уште еднаш ги известува сите фирми кои вршат промет на добра и услуги, а за кои плаќањето е во готово, дека крајниот рок за воведување нови фискални уреди истекува. Ова се однесува на фирмите што досега не ја отпочнале постапката за набавка и инсталирање фискална каса со така наречен GPRS уред кај некои од овластените производители. До истекот на крајниот рок остануваат уште неколку дена, односно тоа ќе може да се заврши до 31 јануари. Според последните податоци, 38.565 фискални апарати со GPRS уред успешно се регистрирани и поврзани со новиот систем на Управата за јавни приходи за онлайн следење на готовинските плаќања. По истекот на рокот, даночните обврзници кои не користат фискален систем на опрема со GPRS ќе се соочат со глоби, што се движат од 750 евра за физичките лица, односно за трговците поединци. Казните за правни лица изнесуваат 3250 евра, а освен тоа тие ќе се соочат со времена мерка за забрана за вршење на дејноста во објектот во период од 30 дена. Локалната самоуправа на Кучани е подготвена да бара пари од европските фондови за руралната инфраструктура со кои би се довршила улицата Гоце Делчев во Оризари. Средствата би се добиле како грант, а разликата во трошоците би ги покрила општината од буџетот. Нов обид прави Кочанската локална самоуправа за да ја доизгради улицата Гоце Делчев во населбата Оризари. Со оглед што се работи за посериозен проект за кои се потребни и повеќе пари, веќе е подготвена техничката документација со која средствата би се барале од ИПА грантот на Европската Унија за рурална инфраструктура. Таквото решение доаѓа по неколкуте најави во изминатиот период дека се размислува за проектот да се побараат пари од државата, односно од Бирото за рамномерен регионален развој. На седницата на Општинската комисија за финансии и буџет беше речено дека може да се аплицира за овој проект затоа што техничките параметри веќе се завршени. Според основниот проект предвидено е асфалтирање на патот во должина од 743 метри, ширина на коловозот 7 метри, поставување на тротари од двете страни на коловозната лента со просечна ширина од 1,5 метар, изведба на атмосферска канализација и подпорни ѕидови предвидени во основниот проект. Со проектот Локален пат улица Гоце Делчев се планира населбата Оризари да се поврзе со регионалниот пат што представува влез кон Кочани. Се работи за негов прв дел, зашто како приоритет е вклучен во општинските годишни програми, како и во програмата за развој на источниот плански регион. Според предмер пресметката, вкупната вредност на градежни работи изнесува 17.852.871 денар без данок на додадена вредност, односно во евра 290.290 евра, што значи покрај можноста за добивање на грант во износ од 260.000 евра, доколку на јавната набавка понудените цени го надминуваат овој износ, општината Кочани се обврзува да обезбеди дополнителни средства. Барањето за парична помош се поднесува преку Министерството за финансии, а крајниот рок е до 6 април годинава. Согласност на одлуката за аплицирање веќе даде Комисијата за финансии и буџет на општина Кочани, а се очекува истото да го направи и Советот на седницата закажана за петок. Градинката во село Чешиново ќе добие соларен систем за затоплување на водата, како дел од националната програма за зачувување на природата. Носител на активностите е Сдруженијето Движење за одржлив развој од Кочани. Во детската градинка Звездички во Чешиново ќе биде инсталиран соларен систем за затоплување на санитарната вода.
Станува збор за проект што е финансиран од програмата за зачувување на природата во Македонија, а чиј носител е Сдруженијето на граѓани Движење за одржлив развој од Кочани. Поддршка за неговото аплицирање дојде и од локалната самоуправа на Чешиново Облешево, како и од самата детска градинка. На крајот од минатата година беше потпишан договорот меѓу Сдруженијето и фирмата Фармахем, која е национален координатор на програмата за зачувување на природата. Според утврдената временска рамка, активностите за реализација на проектот веќе се започнати и ќе се одвиваат до јуни годинава, кога соларниот систем треба да биде предаден во функција. Како дел од целиот проект е и подготовка на постер и брошура за начините на заштеда на енергија преку алтернативните извори на енергија, во овој случај сончевата. Потоа ќе следи енергетско снимање на објектот на градинката за да се утврди целокупната потрошувачка на електрична енергија. По поставувањето на сончевиот систем за добивање топла санитарна вода, планирано е да се одржат 2 работилници на кои ќе бидат представени бенефициите од искористувањето на сончевата енергија. Главна цел на проектот е да се промовира обновливата енергија преку енергетско ефикасни мерки за подобра животна средина. Истовремено ќе се постигне и намалување на трошоците за струја во градинката, како и намалување на емисијата на јаглерод диоксид. Исто така, придобивка е и теоретската и практична обука за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија. Големи признанија за фолклорниот ансамбл Китка во јубилејната година од постоењето. Ансамблот ќе представува Македонија на фестивали во Франција, Турција и Хрватска. Јубилејната 2015 година носи нова потврда на меѓународното реноме на фолклорниот ансамбл Китка. Ансамблот ќе настапи на неколку фестивали во Франција, а од Турција повторно стигнала покана за учество на најголемиот светски фестивал на детето. 2015 година е јубилејна на нашиот фолклорен ансамбл, така што одбележуваме 40 години успешно презентирање на македонскиот фолклор не само во Македонија, на балканските простори, туку и на секаде низ целиот свет. Оваа година имаме навистина интересни покани за низа фестивали на секаде во светот на големи меѓународни културни манифестации. Овој пат како за почеток би ги одвоиле фестивалот на Светскиот детски фестивал 23 април, кој што ќе се одржи годинава во најубавиот дел во турското Средоземје, во градот Анталија, на кој што помеѓу 100 земји што се поканите од целиот свет е токму и Македонија, а како македонски представник ќе биде токму децата од фолклорниот ансамбл Китка од Истивања. Карактеристично е признанието што Китка го доби од Франција. На турнејата во Бретања, ансамблот ќе настапи како представник на Југоисточна Европа. Нареден интересен фестивал е фестивали, да и кажеме, Синџир, поврзани фестивали, од 4 јули па се до 20 јули. Тоа е еден спој на фестивали, 3 цио фестивали во Бретања, регионот во Франција, каде што ќе представуваме не само Република Македонија, наша држава, туку и државите од Југоисточна Европа. Со овие фестивали, информира Митковски, директно се поврзува и настапот на 49-тото издание на Светската смотра на фолклорот во Загреб, каде представник на Република Македонија повторно ќе биде фолклорниот ансамбл Китка. Информација од спортот. На изборот на спортист на годината ќе се одржи промоцијата на публикацијата 90 години фудбал во Кочани. Во неа се содржани материјали од почетоците на фудбалот па се до денес. Промоцијата на делото 90 години фудбал во Кочани во издание на Општина Кочани ќе се одржи на вечерта на изборот на спортист на годината во хотелот Национал в четврток во 19 часот. Автори на публикацијата се Љубинка Ајтовска, Киро Герасимов, Јордан Минов и Иванчо Захариев, а во неа сведочат поранешни и актуелни фудбалери, судии, новинари и навивачи кои поседуваат известна архива од позначајните настани. Промотор ќе биде пензионираниот и легендарен спортски коментатор на македонската радиотелевизија Атанас Костовски. Според градоначалникот Димитровски, фактот дека последните 2 декади не внеле нови славни моменти во нашата фудбалска историја, може би е дел од причините да се намалува желбата за одржување солидна фудбалска архива,
но не и доволен аргумент да се остави целосно празен простор за фудбалскиот живот во Кочани. Оттаму произлезе и мотивираноста на општина Кочани да даде свој придонес во собирањето на зачуваните материјали на едно место во едно дело, смета тој. Во публикацијата е настојувано да се внесат најзначајните и највозбудливите моменти од кочанскиот фудбал, а поместени се стотина фотографии од старите и понови фудбалски генерации. Централно место е посветено на брендот на кочанскиот фудбал, фудбалскиот клуб Осогово, но опфатени се и другите машки и женски фудбалски клубови од општината. Сознанија се црпени од претходното јубилејно издание на кочанскиот фудбал на Методи Хаджипаунов, насловено 80 години фудбал во Кочани. Тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Најновите информации ги имате и на нашата веб страница. Довидување.